Во светиот и велик петок ги славиме светите спасителни и страшни страдања на Господ Бог и Спасител наш Исус Христос, што заради нас доброволно ги прими. Плукањето, биењето, шлаканиците, навредувањата, исмејувањето, пурпурната облека, трската, сунѓерот, оцетот, клинците, копјето и сето тоа. Крстот и смртта и сето тоа се изврши во петок. Откако беше предаден за 30 сребреника од својот пријател и ученик, најнапред го одведоа кај Ана, првосвештеникот, кој го испрати кај Кајафа, каде што бил плукан и удиран по образите, а воедно и исмејуван и навредуван, и каде што ги слушал зборовите проречени Христе кој те удри. Таму дошле и лажните сведоци, кои го клеветеле, бидејќи беше рекол: урнете го овој храм и за 3 дни пак ќе го изградам, и затоа што беше рекол дека е син Божи. Тогаш првосвештеникот, не поднесувајќи оваа хула, ја раскинал својата облека. Утрото го одвеле кај Пилат во судницата, а тие самите не влегле, како што се вели да не се осквернат, за да можат да ја јадат Пасхата. А Пасха се именува целиот празник што го славеле, според обичајот. Христос пак ја извршил законската Пасха еден ден пред оваа, бидејќи требаше да биде жртвуван во петокот. А кога Пилат излезе, ги праша зашто го обвинуваат тие. Бидејќи не најде никаква причина за да го осуди, го испрати кај Кајафа, а овој пак повторно кај Пилат, бидејќи тој беше оној што копнееше да го убие. А Пилат им рече: земете го вие и распнете го и судете му според вашиот закон. А тие повторно велеа: нам не ни е дозволено никого да убиеме. Потикнувајќи го Пилата да го распне, а Пилат го праша Христа дали е он царот на јудеите, а он не призна дека е тоа, туку дека е вечен цар, бидејќи рече: царството мое не е од овој свет. Сакајќи да го пушти, Пилат повторно им рече дека не наоѓа никаква вина кај него, а потоа предложи да се ослободи еден затвореник, според обичајот за секој празник, но тие повторно предпочитаа да биде ослободен Варава, а не Христос. Пред да им го предаде на евреите, Пилат прво нареди да го камшикуваат Исуса, потоа го изведе со војници, облечен во црвена облека, покриен со трнлив венец, со трска во десната рака, додека војниците го исмејувале велејќи: радој се, цару јудејски. Откако го исмеја, за да го помилува, Пилат повторно рече: не наоѓам ниту една вина за да го осудам на смрт. А тие велеа: ние него ќе го казниме затоа што себе се нарекува син Божи. Додека го зборуваа тоа, Исус молчеше, а народот викаше кон Пилата: распни го, бидејќи сакаа да го подложат на нечесна смрт, за да го исфрлат добриот спомен за него. А Пилат, сакајќи да ги посрамоти, рече: вашиот ли цар да го распнам? А тие одговорија дека немаат друг цар освен Кесарот. Бидејќи по оваа хула ништо не постигна, тие се повикаа на Кесарот, та барем така да ја задоволат својата лудост. Затоа велеа: секој што се прави цар себе си, се противи на Кесарот. За тоа време, жената на Пилат, исплашена од страшни соништа, испратила луѓе да му речат да нема ништо помеѓу тебе и овој праведник, бидејќи поради него ноќта многу страдав. А тој, измивајќи си ги рацете, ја отфрли од себе вината за крвта негова, но тие вика: крвта негова на нас и на нашите деца, ако го ослободиш него, не си му пријател на Кесарот. Плашејќи се од Кесарот, иако точно знаел дека Исус е невин, Пилат го предаде на крсна осуда, откако им го пушти Варава. А Јуда, кога го видел ова, ги фрлил сребрениците и заминал и се предал на смрт, обесувајќи се на дрво, и најпосле на местото наречено Лобно го распнале, а од двете страни обесиле и други двајца разбойници, за да се вброи меѓу разбойници. Војниците си ја разделија меѓу себе неговата облека, а за неговата ткаена облека фрлија ждрепка. И не само тоа, туку и кога беше на крстот, тие му се посмеваа и му велеа: е ти кој го уриваш храмот и за 3 дни го изградуваш, спаси се самиот. И повторно, други спаси, а себе си не може да се спаси. И повторно, ако е цар Израилев, нека слезе од крстот и ќе веруваме во него. В
Впрочем, ако тие ја говореа вистината, требаше без колебање да пристапат кон него, признавајќи го за цар не само на Израил, туку и на целиот свет. Всушност, што сакаат тие повеќе? Зар не беше доволен знак тоа што сонцето се помрачи за 3 часа и тоа среде денот, да страдањето да им биде објавено на сите? Тоа што земјата се затресе, камењата се распаднаа, изобличувајќи го непријателството на евреите. Многу тела воскреснаа како потврда на општото воскресение и како објава на силата на оно што страдал. Завесата на храмот се раздели, како храмот да се лути затоа што страда оној што се слави во него и на мнозина им го открива невидливото. Значи Христос беше распнат во 3-тиот час, како што вели божествениот Марко, а од 6-тиот час па до 9-тиот час настана мрак во целата земја, кога и Лонгин стотникот, гледајќи го преславниот и поголемиот од сонцето, повикал: вистина, овој беше Синот Божи. Еден од разбойниците го навредуваше Исуса, а другиот пак тоа му го забрануваше, исповедувајќи дека Христос е Син Божи. А Спасителот, возвраќајќи на неговата вера, му вети дека ќе биде со него во рајот. Додека над него се исполнуваа сите овие навреди, Пилат наредил да се напише надпис над него кој вели: Исус Назареец, цар јудејски. Иако тој забранил да се напише така, Пилат им одвратил: што напишав, напишав. И потоа, кога Спасителот извика: жеден сум, ти му растворија Исоп со оцет, и откако рече се сврши, ја наведна главата и го предаде својот дух. И кога сите си заминаа, неговата мајка стоеше при крстот и нејзината сестра Марија Клеопова, ќерка на Јаков, а нејзиниот маж Клеопа умрел бездетен, како и неговиот возлюбен ученик Јован. Неразумните пак јудеи, кои не биле задоволни ниту телото на крстот да го гледаат, го замолија Пилата, бидејќи бил петок и големиот ден на Пасха, на уседениците да им ги прекршат колената за да умрат поскоро. Па така им ги прекршиле колената на двајцата, бидејќи се уште биле живи. И кога дошле до Исуса, тие виделе дека веќе бил мртов и не му ги прекршиле колената, а еден од војниците, наречен Лонгин, угодувајќи им на безумниците, го кренал копјето и го прободел десното ребро Христово. И веднаш истекла крв и вода, крвта како од човек, а водата како поголем од човек, односно крвта заради пречистувањето со божествените тајни, а водата заради крштевањето. Бидејќи он е вистина, двоисточниот извор кој ја следи оваа наша тајна. Јован го виде тоа и посведочи, и вистинско е неговото сведоштво, бидејќи присуствуваше на сето тоа и гледајќи го запишуваше. Дури и кога лажно би говорел, не би пишувал измислици за да го безчести учителот. Се раскажува дека во неговиот сад тој ја прифатил божествената и света крв од животочните негови ребра. По исполнувањето на овие работи кои ја надминуваат нашата природа, бидејќи веќе беше вечер, Јосиф од Ариматеја, кој беше таен ученик Христов, како и други, дојде кај Пилата со смелост, бидејќи му бил познат, и му го побара телото на Исуса. Пилат заповеди да му го дадат. Откако го симна од крстот, тој набожно го положи. Кога настапила ноќта, дошол и Никодим, носејќи некаква смеса од смирна и алој, подготвена на време, и како што било обичај кај јудеите, го завиткале со плаштаницата и го положиле во Јосифовиот гроб, изглабен во камен, во кој претходно никој не лежел, за кога ќе воскресне Христос, да не го препишаат неговото воскресение на некој друг. Смесата пак од смирна и алој, евангелистот ја спомнува за оние што би можеле да имаат приговори со цел, гледајќи ги завоите и плаштаницата, да не мислат дека телото било украдено, бидејќи како би можеле арамиите, кои не биле толку слободни, да ги извадат овие платна прицврстени за телото. Затоа се она што се случувало во тој петок, богоносните отци ни заповедаа да си спомнуваме за нив со скрушеност на срцето и со умиление. Треба да се знае и тоа дека, ако Господ беше распнат во 6-тиот ден, односно во петокот, тоа е затоа што во почетокот човекот беше создаден во 6-тиот ден. И тоа што во 6-тиот час од денот он висеше на крстот, беше затоа што во тој час, како што велат, и Адам ги пружал рацете и го допрел забранетото дрво и умрел. Бидејќи требаше во оној час кога паднал,
во истиот повторно да се пресоздаде, односно во градината, како и Адам во рајот. Горшливата напивка го представува вкусувањето забранетиот плод, шлаканиците ја објавуваа нашата слобода, плукањето нашето нечесно однесување, кое според нас е често. Трновиот венец е изгонување на клетвата од нас, пурпурната облека е наместо кожните ризи, за да и го врати на нашата природа нејзиниот царски украс. Клинците се конечната неподвижност на нашиот грев, крстот е дрвото во рајот. Прободените ребра го изобразуваат реброто на Адам, од кое е создадено Ева, а од неа пак престапот. Копието се чини го символизира пламеното оружје. Водата од ребрата е сликата на крштевањето, крвта и трската со нив Христос како цар, со црвени букви го потпишаа документот со кој ни ја дарува древната татковина. Се зборува и тоа дека главата на Адам лежи онаму каде што беше распнат Христос, главата на сите. Значи Адам се крсти со истечената крв на Христа. Тоа место пак се наречува лобно, затоа што за време на потопот Адамовата глава испливала надвор од земјата и била носена без останатите коски. Како некое видливо чудо, но додека подоцна Соломон, заради честа на прататкото и со помош на својата војска, ја покрил со многу камења. Затоа тоа место се нарекува литостротон, односно прекриено со камења. Некои големи свети, според некои преданија велат дека тука бил погребан Адам од некој ангел, а таму каде што е телото, таму доаѓа и орелот Христос, вечниот цар, новиот Адам, кој стариот и паднатиот преку дрвото Адам го исцелува со дрвото на крстот. Со Твоето надприродно и за нас неизмерно милосрдие, Христе Боже, помилуј не. Амин. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Славете го Богот на боговите, зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Славете го Господарот над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова, алилуја. Единиот кој ги создаде големите светила, алилуја. Зашто е вечна милоста Негова,